6 судии кои судскиот совет ги унапреди, односно ги префрли од граѓански во апелацијски суд, може да не дојдат до повисоката позиција. Постапката може да се врати на почеток доколку управниот суд одлучи позитивно на тужба од судијата Андреј Димовски, кој смета дека не бил праведно оценет, односно не му биле доделени соодветни поени за сите услови кои ги исполнува. Наведувајќи пракси на Европскиот суд за човекови права по вакви случаи, судијата Димовски бара управен да му ја уважи тужбата и да го поништи решението за негово оценување. Начинот на непримена на прописите од тужениот беше неисправен до тој степен што представува прекршување на позитивните обврски на државата, кои таа ги има преземено согласно член 6 од Европската конвенција за заштита на човековите права. Адвокатот на Димовски е на став дека иако претходно имало одлука од управен и Врховниот суд, како што велат во полза на граѓанскиот судија, судскиот совет сепак не ги испочитувал во оценувањето и носењето одлука. Освен што не ги испочитувале, тие продолжиле со изборот на судии во повисокиот суд. Претходната присуда на овој суд содржаше низа забелешки за кои од доказната постапка судот е констатира дека воопшто не се отстранети, а колку такви има многу. Судскиот совет пак со контрааргументи вели решението за оценување во декември 2023 било донесено според законот од 2019, а Врховниот суд го укинал решението по приговор, а не по оценувањето на судијата. Правната заштита обезбедена согласно законот на судскиот совет тужителот претходната постапка за иста правна работа ја водел тужениот од судскиот совет. Судијата Димовски бара судски да му направи ново оценување и бодување. Доколку управниот суд ја прифати тужбата, највисокото судско тело ќе треба повторно да изврши оценување на овој судија, што може да влијае на сегашниот избор во апелација. Според одлуката на членовите на судскиот Скопска двојка во повисокиот суд беа унапредени судиите Елизавета Настов, Софија Миленкова, Цветанка Силјановска-Костадиновска, Кети Германова, Благица Ѓошевска и Артан Лимани. Изборот кој го направи судскиот пред неколку дена е под лупа на јавноста и експертската фелна. Спорни беа повеќе работи, а во очи најмногу падна дека изборот се случи 3 години по распишувањето на огласот.